Благодарам, почитуван пратеник Салију. Зборувавте за неуспеси во работењето и тоа е секако свое видување, ние не можеме да гледаме и не треба да гледаме исто. Односно во мандатот кој што го спомнувате, малку гледавме исто, па после нешто се смени диоптријата кај вас. Заради тоа што на почетокот гласавте за мене и ме поддржувавте, сега е поинаку, ма тоа е политика. И тоа јас го разбирам. Еве за неуспесите. Реновирање и санирање на политички објекти во 2020 година само за 4 месеци. Ова е, например, реновирање целосно на аеродромската база Петровец, која што никогаш не била направена. Имате слики да видите како било претходно, како е сега. Или реконструкција на полициската станица во Гевгелија, повеќе од 50 години, не чепната, реконструирана комплетно со сите аспекти на една модерна градба, која што значи и воведување на нови материјали во градбата, за да имаме навистина добри услови за работа. Реконструкција на полициската станица во Кавадарци и на одделот за управни работи. Исто така, после многу години. Реконструкција на полициската станица во Крива Паланка. Исто така, после 50 години. Градба на ново стрелиште во касарната Илинден за единицата специјални задачи. Набавка на пловни објекти прв пат за после 20 години за заштита на водените граници на Охрид, на Преспа и на Дојран. Прв пат исплатена бонус плата за 2017, 2018, 2019 и сега за некој месец ке исплатам и за 2020 година. Значи, спроведување на обуки, донесен етички кодекс. Ова е новиот објект кој што е изграден како заштита на државата, центарот во Прилеп, исклучиво финансиран од европски пари за заштита на сите електронски податоци во државата, 11 милиони евра. И уште многу други работи, еве, уште едно ќе споменам, набавка на мобилен систем за снимање со камери, така наречени боди камери, во кои што во сите сообраќајни станици заедно со нашите партнери, Соединетите американски држави, ги обезбедивме. Целосна изградба на тетра системот за покриено со градба на нови столбови на територијата на целата оваа држава. И уште многу други работи, ама ќе оставам малку за после. Сега во однос на тоа што е основа за мојата интерпелација. Јас очекував дека во интерпелацијата ќе објавите однесувањето на господинот Салију на граничниот премин во Блаце, во кој што направивте скандал, во кој што рековте никаде ред не чекам, па нема ни тука да чекам како пратеник, и мислев дека за тоа се ќе ме обвините мене. Требаше да го ставите и тоа во интерпелацијата и да дадете пред граѓаните да кажете дека јас сум народен представник, ама јас нема да бидам како народот. Наместо да чекате, како сите што чекаат, вие викате јас никаде не сум чекал и тука нема да чекам. За тоа ќе ги прашате граѓаните што. Благодарам.